Češka, dvojedinina romantika. Usnite dvojna strana navika. Rastopi me kako sveća, ja štitim kamo sveća. Da mi dojdeš na romantika. Добро вечер, можеме и да ве најавам слободно како домакини, бидејќи минатата година бевте повторно на истиот ден овде. Така е. Посебно ни е драго што сме тука, некако што викат Дац и во она обраќање што го снимивме се чувствуваме како дома. Многу ни е близок овој народ, имаме многу пријатели тука и публиката е навистина одлична, знае да реагира убаво на песни, на нашата музика, на она што го пееме. И у секоја прилика гледаме да се погодиме на овој датум тука и многу ни е драго што и градоначалникот не става во таа програма, затоа што даваме една посебна нота на целата манифестација. Што она што вечера ќе го пеете, ќе го свирите овде на публиката, но меѓутоа ќе биде различно од минатата година. Пред се македонски песни, наши песни, и различно ќе биде тоа што прв пат овдека, барем прв пат во живо ќе изведеме нашата најнова песна Срце на робија. Премиерно, така, која што вие можете да ја пуштите после тоа. Да. Затоа што е навистина интересен и спотот направен е спотот со АИ, со вештачката интелигенција. Го дотерува заедно Александар со наши пријатели, така да го оживеавме и направивме еден различен спот од она што до сега сме правеле. И баш ни е мило што сме први пионери во таа работа во Македонија. Значи, тоа е првиот спот во Македонија направен со вештачка интелигенција на прекрасна песна. Љубев до небеси, се лажем себе си, мислев ке помине. Пусто не проаѓа, само ми доаѓа, јас да те сакам повеќе. Одлично, тоа е нешто ново. Кога ќе имат можност гледачите да го погледнат или веќе е пуштен? На YouTube го има веќе објавена, но во контакт со пробиштипската публика ова прв пат ќе биде вечерва. Гледавме да им спремиме вечер еден убав репертуар, сето она што ќе биде пред и после нас, да се издвоиме како нешто што сакаа да го чујат поразлично, тоа и ќе биде така. И мислам дека има некои песни што и ќе се повторат по два пати, затоа што луѓето сакаат да ги слушнат. Постоите веќе ова дуо околу 2 години, ако не се лажам. Роден ден правиме 4 години, овој период баш. Тоа денови веќе го објавиме, неофицијално, нели, како датум, 4 години поминаа. Може 2000 поради короната. Најверојатно. Ја спомна короната, песната Корона Чао, како да ве исфрли многу високо на музичката сцена. Да. Беше тоа еден хит што се погоди во вистинско време. Да, точно. Не, мислам дека не беше само песната, туку целата она активност што ја правевме тој период за време на короната. Бевме затворени сите и на народов им дававме еден зрак, искра надеж во целото тоа секојдневие. Бевме присутни на социјалните мрежи, а тоа понатаму продолжи во живо. Вечера сте овде, реков и претходно бевте тука, а покрај Пробиштип гостувате често и во Крива Паланка и во други градови. Како се задоволни од македонската публика? Па, навистина, ние за кратко време можем да кажем дека добивме наша публика и дека луѓето не засакаа. Тоа е обострано, затоа што и ние сакаме публиката. Баш ке јас цел живот и Александар, ние сме луѓе од уметноста. Значи, јас во театарон, за музиката, значи, ние живееме за публиката. Значи, публиката е таа што е пред нас, на која што се поклонуваме и го чекаме оној аплауз кој што е најголемата награда.
Што правите во моментот овој период надвор од музиката? Како го поминува летото? Бевте на одмор или музиката едноставно не ве остави да одморите малку? Не бевме по одмори, бевме различно за да не се гледаме више. Досадено? Затоа што да не почнеме да се шалам. Нашите средби се многу конструктивни и не се тешки, така да кога се среќаваме, работиме брзо и концизно. Знаеме што сакаме да направиме пред тоа. Така да нашата работа што ја уставивме како работа е навистина забавна. Така да немаме проблем околу тоа. Но Работаш, тоа е интересно. ја на одмор се случајно се погоди. Не беше случајно се погоди една клапа во Корчула, која што пеева во самиот влез на стариот град, зашто има убаво ехо. И ја пеева мојата наводници Лудо море, која што сака многу и застанав со нив почна да пеам. Они ме наместија да пеам со нив и ми рекоа нешто македонско, да, викам Елено Керко почна да ја свират и ја испеав и таа. Се собра публика, почна да сликаат, да снимаат. Македонци се најдоа исто, плюс кои што беа тука и ни пратија и плюс видео. Така да, виралноста на видеото го има на нашата страница, го пушти, мисля, стварно направи голема гледаност и шерување, што е многу интересно. Рековте за краток период прослувате 4 години постоење, па еве да не навратам како се случи ова заедничка спојка и да настане ова дуел кој што ден денес навистина би рекол многу добро функционира и јавноста е задоволна, публиката, фановите. Па спонтано настана, ние сме другари, се дружиме, соработуваме многу години претходно, ама еве, судбинава некако сакаше да ја спои. Имаме голем кејф кон музиката, тоа е најбитното, се надополнуваме. Он е глумец што пее, ја па сум пејач, композитор, што во некои ситуации морам да глумам. Имаме спотови, настапи, такви некои реклами што снимаме. И ни викаат дека и гласовите така одлично ни се поклопуваат кога сме као дуо. И спонтано тргна, еве, овој период пред 4 години ја направивме Цреши Охридски, отидовме на фестивал кај Копров и така тргна приказка. И од тогаш не застана, што ми е драго посебно. Сега, кога ги навраќам вака спомениве, навистина интензивно темпо, секој втор ден нешто се случуваше, што вика Дац, работиме као ни се случуваат работите многу брзо, што на некои не му се случуваат ни во една година, да речеме. Ама тоа е посебната магија што со го правиме за публиката тоа и знае да не награди со убав збор на Facebook, да ни напишат убави коментари, да ни дојдат на нашите свирки и да се забавуваат и тоа е она што не влече напред. А да вие најдобро кога настапувате? Во кој град? Сегде си имаме по некој местенце кај што со драго срце се враќаме. Еве, пробишти по едно од тие места, затоа што не гледаме географски, туку луѓево се навистина барем со она што го правиме расположени и она наша идеја што ја водилка што ние, дека сме лек за душа и носиме лек за душа боемска, тоа и го правиме на вистина. Луѓето со проблеми ќе дојдат на нашите настапи, се одат среќни и задоволни. Пред малку ја спомнавме вашата нова песна, дали може да очекуваме и некој нов албум наскоро или? Па ние веќе имаме албум, што е не сме го ставиле, ние сме ги ставиле повеќите песни на едно CD, затоа што сакаме да ги имаме и другите кои што сме ги преработиле, не само наши. Значи CD едно собира 20 на песни. Веќе направивме 3 такви CD-ња кои што се поделени, пошто навистина ние не само што работиме, него и вложуваме во тоа што работиме. Значи CD-њата обично ги правиме сами. И да, не се за продажба, ги подаруваме
Така да и велам, значи веќе имаме ние албум да речеме некако во некоја рака. Не треба да се крсти албум за да биде албум. Имаме песни. Доволно песни кои што народот ги сака. А и така стои на CD-то. Песни што народ ги сака. Океј, ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам пријатен престој во Пробишти, празнично, да си поминеме, нели? Нека ви е честит празникот, денот на рударите и да се гледаме за убави вакви настани понатаму.